Наместо да отворат постапка за да го санкционираат виновникот кој дозволил символите на правдата да бидат на место за кое внатрешниот круг било поменат, да не се чуваат. Специјалните, релативизирајќи го скандалот чии реперкусии може да бидат судбоносни за империјата, по собствено признание, единствено нешто по кое трагаат се Луиджи и Марио. Докази, харти се натопија, но сега нормално процедурите ќе траат околу санирањето. Добро. Големите риби вообичаено подобро пливаат од малите, независно од водите. Така и во тавчето на правдата во кое традиционално малите постојано се на минито, додека големите се користат само за плашење. Политиката туку има свој придонес така што при подготовката, освен наблюдувањето, дава и корисни сугестии околу тоа со што е најдобро рибата да се гарнира. Пазете, значи, ниеден ресторан или сендвичара не сака да купи суров компир, да лупи за да прави готов производ помфрит, сите тие купуваат замрзнати врекички со помфрит. Мора да се обрне внимание дека и во комбинација со компери, таа сепак содржи коски кои знаат да останат во грлото ако многу бргу се голта. Затоа не се виновни готвачите, туку келнерите кои немарно се однесуваат кон декларацијата, па при испораката неретко се случува продуктот што ќе го принесат да има непотребни трагични контраиндикации и непријатно влијание врз традицијата на консументите. Холокаустот не е само еврејска традиција, ниту само една темна страница од Втората светска војна. За оваа ненамерна грешка која не се должи на дислексија, с краја да е на страф, туку на отсуство при присуството и покрај непотребниот обид да биде засолнета, разбирливо следуваше извинување. За жал, тоа не е така и со другите очигледни превиди, кои остануваат да лебдат во празниот простор, без обид за дискусија или појаснување. И нирнбергските закони биле закони? Нирнбергски закони нема, има нирнбергски процес. Токму практикувањето на тие злокобни нирнбергски закони доведе до историски длабоко врежаниот Холокауст, за кој во Нирнберг Меѓународен трибунал водеше судски процес против организаторите и водачите на Хитлеровите ескадрони на смрт. Секоја паралела со актуелните актери и судења е или израз на незнаење или на превид, но во отсуство на барање прошка, таа раѓа сомнеш со намера за несоодветно редефинирање на сегашноста на сметка на минатото, особено ако справедливоста при казнувањето и тогаш и сега се третира само како намерна одмазда, а не и како слепа правда. И ќе биде практично нирнбергски процес за прв пат запаметен во поновата историја во Република Македонија, се разбира, тоа е осветољубие и ништо друго. И конечно, сиот чуден и неразбирлив говор се должи на вештината, чие отсуство во сите сфери е се позабележливо. Не можете да зборуваме за медиумска писменост кога имаме општа неписменост. Не можеме да зборуваме за образување на читателиве или на публиката како да ги примаат вестите, кога тие што ги создаваат вестите, тие се неписмени. Полоши од аналфабетите и за процес се единствено оние кои наместо да ги подучуваат, само ги индоктринираат. Од тие 2/3 функционално неписмена младина, многу бргу ќе станат мнозинство, кое на крајот и ним ќе им пресудува.